Не треба да го потпалуваме прашањето на идентитетот, туку да зборуваме за благосостојбата на народот. Со оваа порака, поранешниот американски амбасадор во НАТО Курт Вокер побара смирување на страстите во македонско-грчкиот спор. Новиот концепт на НАТО, што го подготви експертска група назначена од генералниот секретар, беше тема на тркалезна маса во Вашингтон. Од таму се јавува Ведран Андоновски од Гласот на Америка. Ведран, што предвидува стратегијата во однос на проширувањето на НАТО? На дискусијата во Центарот Вудроу Вилсон на тема Еволуцијата на НАТО, стратешки концепт за 2010 и понатаму, Олбрайт петокот рече дека алијансата може да влијае на безбедноста и со продолжување на политиката на постепено проширување. Потенцијалните членки на Алијансата од Западен Балкан и Евроатлантскиот регион пошироко имаат право на честно разгледување на нивните аспирации врз основа на истите правила што важеа за веќе постојните земји членки. Тања? Ведран, каков е ставот на учесниците за членството на Македонија наспроти решавањето на спорот со името? Поранешниот амбасадор на САД во НАТО, Курт Вокер, бара обете страни на прв план да го стават интересот на граѓаните и препорачува смирување на страстите. Потпалувањето на политиката за идентитетот или тврдењето за идентитетот не треба да биде она со кое се бави една влада. Треба прво да се бави со благосостојбата на народот. За Джейми Ши, кој е директор за политичко планирање во приватната канцеларија на генералниот секретар на НАТО, а кој говореше преку директна видеоврска од Брисел, апсолутно е потребно обете страни да прифатат некаков компромис, а тоа нема да се случи ако, како што кажа, една од државите чини 100%, а другата 0%. Тања? Ти благодариме, тоа беше Ведран Андоновски од Вашингтон од Гласот на Америка на македонски.